Без разлика дали се согласувате или не со договорот со Грција, мора да излезете да гласате и да им покажете на вашите лидери што чувствувате. Ваков апел испрати американскиот сенатор Рон Џонсон до македонските граѓани по средбата што ја имаше во владата со премиерот Зоран Заев. Би сакал Македонија да стане 30-та членка на НАТО. Тоа е многу важно за НАТО и за безбедноста на Балканскиот регион и на Македонија. Ги охрабрувам сите македонци да излезат да гласаат на референдумот без разлика дали се согласуваат или не со договорот. Речи се идентични пораки како оваа на Џонсон, кој е ко-спонзор на резолуцијата на Сенатот за поддршка за договорот од Преспа, испратија и германската канцеларка Ангела Меркел, австрискиот канцелар Себастијан Курц и генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг. Тројцата високи представници на ЕУ и НАТО кои изминативе 3 дена ја посетија Македонија за да дадат поддршка за предстојниот референдум, што се толкува како засилена меѓународна дипломатска офанзива, со иста порака граѓаните да излезат на референдумот, бидејќи од гласањето зависи евроатланската иднина на земјава. Јасно посочија дека без прифаќање на договорот со Грција нема влезна земјава во НАТО и ЕУ. Во Скопје вчера првпат од воспоставувањето на дипломатските односи пред 25 години на денот на независноста престојуваше германската канцеларка Ангела Меркел. Таа на заедничката пресконференција со премиерот Зоран Заев потенцира дека нејзината посета и поддршката за предстојниот референдум и договорот од Преспа во себе не содржат елементи на закани или какви било притисоци со цел да се извлијае врз македонските граѓани. Меркел испрати јасна политичка порака. Спорот меѓу Македонија и Грција мораше да се реши и ги повика граѓаните да не седат дома на 30 септември. Потребна е уште многу работа, но предусловот е да има успешен референдум на 30 септември. И се разбира, не сакам да се мешам во одлуката на вашите граѓани, но од собствено искуство можам да кажам дека ова е историска шанса која што не се појавува секој ден. Германската канцеларка вчера се сретна и со лидерот на опозицијата и нагласи дека пораката до него била дека за важните прашања во една демократија мора да има заедничка национална одговорност. Мицкоски посредбата со Меркел пак изјави дека во текот на наредната недела партиските тела на ВМРО ДПМН ќе имаат состанок и ќе биде донесен конечниот став за референдумот. И непосредно по интензивните посети на представниците на меѓународната заедница, прашањето што се поставува во јавноста е дали Меркел, Курц и Столтенберг ги убедија граѓаните да излезат и да гласаат на референдум. Според долгогодишниот новинар и аналитичар Сашо Ордановски, посетите на европските дипломати и политичари се доказ дека Европа е повторно заинтересирана за Македонија и Балканот и дека тоа е одличен сигнал за евроатланските аспирации на земјава. Слушайте, ние имаме таква навала на тој вид на толку високи, практично премиум гости, што е јасна порака и за македонската јавност дека ова што сега треба да се случи една историска одлука која што ќе биде не само добра за Македонија, туку која што е важно и за Европа. И на крајот на криштата Македонија во последнава година се наметна како добра вест на Балканот. Ние сме омилена тема, овој премиерот Заев е човек кој што секдека го пречекуваат во прегратки, очигледно дека покаже еден капацитет да решава крупни проблеми, да превзима ризици. Мислам дека и ова приказна со референдумот е таква, но гледам дека поддршката за тој вид на политики и во Македонија расте и мислам дека нема генерално да има никаков посериозен проблем. Неделата на интензивираната меѓународна поддршка во пресрет на референдумот ја заокружи денешната посета на американскиот сенатор Рон Џонсон, еден од највисоко рангираните соработници на американскиот претседател Доналд Трамп, задолжен за специјални мисии.